Здраво, момците, девойки, добре дошли на моето видео. Аз съм Кристиан. Днес, момците, девойки, ще снимаме повторно видео. Ова видео ќе се вика нов потик, само не знам, камера некако малку закриво ми стои и убаво ми се дешава. Ева како супер. Сега брат, ја ќе седнам на камен. А вие ќе ме слушате, така на топ. Ајмо. Опа. Си видео ќе се вика посебен потик. Насловот на видеото ќе се вика посебен потик, така да топ. Сега ќе ви прочитам јас нешто, вие ќе ме слушате. Успех од утре, посебен направа денес. Сум видел многу уништени луѓе, не од светот, туку од самите себе. Джефри Вин ја дал оваа изјава при едно интервју како писател. Вин поминал мощна тежок пат до успехот. Својот прв литературен обид му го предал на оценката на писателот Мом. Од кога го прочитал, проучениот писател рекол: вашиот ракопис ветува дека нешто дојде од нашето селско игралиште да играат тенис со вас. Но кога Вин дошол, Мом го поздравил со обе зборови: вие не дојдовте само за да играте тенис. Очекувам секој утро да напишете 1000 зборови. Точно во 12:30 часот сакам да почнам да го читам она што сте го напишале. Ако не е добро, нема да добиете ручек. Не постои и не е одлучува она што се вика инспирација, само напорност, труд, она што вреди. Вин сторил се што баво, се што поправил господинот. Од него и така научил една исклучителна лекција, што ја насочил неговата идна кариера кон патот на успехот. Од тогаш до секој ден кој би го напишал најмалку 2000 зборови, предплодно го сметал за загубен. Станал мощно плоден писател, чишто многобројни прилози објавени во весниците и 25 одлични книги сведочат за неговата неуништива трудолюбивост. Две негови книги се вбројуваат во бестрелните читатели што ги купиле повеќе од 500 милиони пременаци. Пред известно време прочитав прилогот од перото на еден интересен човек, кој 25 години ги учил луѓето успешно да продаваат книги од куќа на куќа. Стегнал многу интересни искуства, приготвајќи ги луѓето за овој вид на работа. Често поразговарат некој иден трговец си поминувал во себе: овој човек ќе стане иден трговец. Се што располага може да придонесе за неговиот успех. Има убава надворешност, стегнал до добри квалификации и знае убаво да се изразува. Но многумина вакви луѓе се издрвирале од неговите очекувања, зашто не знаеле да го споделат со своите желби и чувства. Доживеале напрано чувство и искуства, но затоа трудот кој го правил трговецот еден ден му се исплатило и дошол до заклучок дека воопшто искуството на оваа работа треба да биде со посебен поттик кој може да зависи од личните способности на човекот, кој може да биде сопствен господар. Сега ќе прочитам уште нешто и ќе завршиме видеото, бидејќи почна да врне. Да се живее исполнет живот. Тоа можеме да го постигнеме само ако се стремиме кон повисоки цели, додека истовремено по целост ги користиме сите можности што ги нудат моменталните околности. Реката на својот пат кон океанот секогаш бара слично поминуваат оние што се обидуваат да го пронајдат на лесниот пат низ животот, кои доживеле пат за кој сепак се надева дека ќе го пронајдат подолгот или потешкиот пат кон успехот. Личниот престиж кон успехот треба да ни стане најважен мотив во животот, така да ограничениот мотив може да ги уништи на најпредните работи и определби на човекот. Посетувањето и тајната на човекот кој има големо значење и замисла и движечка сила. Затоа
имајте посебен потик во себе и надевате се дека и денене ќе успеете. Утре почнува денес. Така, момци, девојки, дечиња, тоа беше тоа за овој видео. Еве книгата. Ако се допадна ова кратко видео, можете да ставите лайк, да се сабскрайбнете на каналот и целта на ова видео ми беше да ви кажам дека не губете надеж. Имате, брате, книга ќе лета, жими се. Ќе потправам на кола, па кој сака нека ми се стави. Извинете, вака не морам. Целта на ова видео ми беше да ви дам поттик дека треба секогаш да работите напорно за да си ги стварите вашите соништа, да имате мотив во срцето, да имате план за војна и да се надевате дека еден ден ќе успеете, дека ќе биде се воред и ред други работи. Така да, тоа што за видео, сака Кристијан, а ние се гледаме во следна прилика. А до следна прилика, пис, бро. Работете јако и остварете си ги вашите соништа и одете кон успех.